Почитувани, граѓаните на општина Босилово заслужуваат да живеат во модерна и убава општина во која ќе бидат задоволени најголемиот дел од нивните потреби. Имаме јасна и прецизна визија, знаеме и можеме да го подобриме животот во општина Босилово. Нудиме перспектива за подобар живот, нудиме достоинство за секој еден жител на Босилово. Јас и мојот тим силно ќе се залагаме за да обезбедиме подобар живот за нашите сограѓани преку изградба на квалитетна инфраструктура, подобро образование, заштита на животната средина, преку развој на спортскиот дух и урбанизација на општината. Со тоа го ветуваме, ќе си стоиме на зборот и ќе го исполниме. Во продолжение ќе споменам само дел од проектите од мојата програма. Ќе започнеме со изградба на канализација во Босилово, Турново и Робово, а со тоа ќе започне и решавањето на еден од најбитните проблеми на жителите на општина Босилово. Ќе извршиме реконструкција и доградба на Домот на културата во село Иловица и ќе го завршиме до изградбата и реконструкцијата на Домот на културата во село Секирник. Планирањето и уредувањето на просторот и урбанизацијата се едни од најголемите предизвици во руралните средини, затоа ќе направиме урбанистичко-планска документација за Босилово, Моноспитово, Дрвош, Бориево, Турново. Ќе го изградиме локалниот пат Бориево-Колешино, ќе започнеме со изградба на локалниот пат Иловица-Дрвош, а ќе направиме проектна документација за локалниот пат Штука-Сушица, со што ќе придонесеме за подобра поврзаност на подограженските населени места. Заради обезбедување подобри и поквалитетни просторни услови за одвивање на наставниот процес, ќе ги реконструираме ученичките згради во Кирил и Методи Радово, Кирил и Методи Турново и Гоце Делчев Еднокуќево. Посебно внимание ќе обрнеме на изградба и асфалтирање на улици. Предвидуваме изградба на над 30 улици во сите населени места во зависност од нивната големина и потреби. Особено внимание ќе обрнеме на животот на младата популација. Затоа ќе изградиме повеќе наменски игралишта во Моноспитово и Секирник, во Дрвош постоечкото ќе го оградиме и ќе го осветлиме, во Робово ќе направиме сосема ново одбојкарско игралиште. Ќе ги зголемиме капацитетите на јавното комунално предпријатие со набавка на нова механизација со цел да воведеме планирано собирање на отпадот, континуирано одржување и изградба на нови одводни канали. Со цел да го подобриме водоснабдувањето, ќе ги доизградиме водоснабдителните системи во Иловица и Штука, а во населеното место Дрвош ќе направиме уште една бушотина и ќе зафатиме уште 3 извори. Почитувани граѓани, ве повикувам на 15 октомври да го искористите своето право на глас, што ви е со закон гарантирано. Ве повикувам да гласате за број 13 за кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН и за кандидатите за советници од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Со тоа гласате за работа, гласате за Македонија и гласате за посветла иднина на општина Босилово.